22 мај 2023 година, јас сум Славе Младеновски. Добро утро. За почеток во утрински печат на Слободна ТВ настаните од светот, како што е вообичаено колегата Дејан Андоновиќ. Добро утро. Добро утро, Славе. Колега Андоновиќ, започнуваме со најновата вест со изборите во Грција. Што велат агенциите од таму? Па не, според повеќе од 98% од преброени гласови, апсолутен победник е владеачката Нова демократија на актуелниот премиер Мицотакис помладиот, се разбира, да не ги збуниме, време, да не ги збуниме, кој освои над 40%, практично 41% од вкупниот број на излезени гласови, практично дупло повеќе од второпласираната Сириза на поранешниот премиер Алексис Ципрас, кој освои одвој 20, и Пасок е трет, кој веќе подолго време и се избриша, речиси, од политичката сцена, но трет е и негде околу 10-15%. Велам така, бидејќи е незначително колку имаат освоено. Во секој случај, втор круг ќе има, бидејќи во овој според овие избори вчера, Нова демократија успеа да освои околу 141-2 пратеници во новиот состав на грчкиот парламент, за да има апсолутно мнозинство за да формира сама влада, му треба 151 пратеник, значи уште 10 пратеници треба да освои, така дека има втор круг некаде во средината на јуни. Политички земјотрес се нарекува, бидејќи е голема разликата на власта во однос на опозицијата и во изборниот резултат. Од друга страна, сега опозицијата, која го призна поразот уште вчера, ги разгледува можностите, каде е сгрешено, што е сгрешено, особено не Сириза, колку Пасок, кој стварно освои мал број на мандати. Ќе видиме што ќе се случи. Значи, Грција продолжува со таа една константна политика, Мицотакис и до сега ја водеше државата, а партијата на Ципрас не успеа да го возврати ударот и да се врати на власт, така да Грција еве избори, Турција спомнавме пред малку, нели, кога разговаравме пред да влеземе во студиото, и исто така одат на втор круг оваа недела. Таму Ердоган околу 4-5% повеќе освои гласови од неговиот опозиционен опонент, но му фалеа многу малце за да нема втор круг. Ќе има втор круг на избори, се поизвестно е дека тој ќе биде реизбран. Сега ќе видиме со колкава разлика и како, но тоа и не е важно на крајот на денот, кога играте утакмица, дали 1-0 или 7-0, сте победиле таа утакмица. Ќе видиме во секој случај. Јас подолго време зборувам, односно ги потсеќам гледачите дека сме во фаза на светско ниво, каде што во услови на оваа целосна, би рекол, предвоена атмосфера, зборувам на светско ниво, и војната во Украина, имаме и клучни изборни процеси и на регионално ниво, зборам Грција, Србија, ние до година, и на европско ниво, каде што во Европската унија ќе има избори. Финска завршија. Па и Франција, и доаѓа и Украина, која е во војна, ќе има избори председателски, ќе има и во Соединетите Американски држави, ќе има и во Русија, така да претходно имаше и во Кина, каде што беше реизбран Си Џинпинг, и до година во ова време од прилика ќе видиме барем како ќе изгледа политичката карта и односот на леви и десни, така натаму сили. Во секој случај во овакви услови, на ваква атмосфера, плюс избори, не знам дали тоа може би ќе оди онаа математичка минус и минус даваат плюс, значи дали ќе биде добро или може би ќе биде уште полошо, ќе видиме. Во секој случај, ете, тоа е отприлика новото што можевме го издвоиме како вест која се случи вчера, односно синаќа. Вообичаено е дека од две лоши работи не може да биде добра. Зашто се лоши? Може само да бидат лоши работи. Може да го убрзат процесот на тонење и на доаѓање на некои нови сили кои ќе ги подигнат работите. Ќе видиме, многу тешко е да се прогнозира, бидејќи ние коментарите практично ние ги пренесуваме само вестите и може би кажуваме некое наше мислење, но никако не можеме да знаеме што се случува, бидејќи се раководиме исклучиво според информациите кои ги добиваме на светските тикери. Андоновиќ, и особено и за нашите гледачи и воопшто за населението во Северна Македонија е битно дека сите овие информации ние на начинот како што ги презентираме оставаме простор дека може да се и поинакви. Не, сигурно
сигурно Не станува збор само за лажна оној што информација. тврди дека знае, Така. практично Значи, не овде кажам зборуваме истината. за аспект на гледање на одредена вистина. Значи, не станува збор за лажна информација, туку станува збор само за гледање на Ние работите. пренесуваме вести, Славе, и сега кога ќе видиме оваа вест дека нова демократија победила во Грција, и ако видиме вест утре дека Ердоган победил во Турција, ќе можеме отприлика да направиме некоја своја проекција како натаму ќе одат односите меѓу Меѓу Турција и двете Грција. држави, така е. Отприлика тоа е приказната со овој утрински печат и овие коментари на овие би рекол вести. Изминативе неколку денови ги читав сите информации, дали се точни, не се точни околу паѓањето на Бахмут и нормално во зависност од тоа како беше изворот, стоеше на тезата дека Бахмут не е паднат. Меѓутоа, фактите или реалноста укажуваат дека сепак... Не знаеме што е паднат. Па добро, сега се предпоставува дека... И официјално по 9-месечни жестоки војни и војна со информации, војна со на бојното поле со огромен број на жртви, веројатно никад нема да се знае. Бахмут конечно и официјално дојде во рацете на Русија, но и според зборовите на самиот Зеленски, Бахмут личи на Хирошима, така рече. И видовме некакви снимки дека тој целосно разрушен град, ако се земе во предвид дека сепак 9 месеци гранатирање, војни, ракетирање и така, тоа доведе до Бахмут да биде срамнет со пепел. Сега русите го освоија, односно приватната Фирма. формација Вагнер, чии собственик веќе најави дека на 25 мај ќе се повлече целосно од Бахмут и ќе го преземе руската регуларна армија, односно ќе почне, нели, Русија откако ќе го интегрира во своите граници, дали ќе го обновува, дали ќе го гради, што ќе прави, тоа ќе видиме. Во секој случај, украинците велат дека е паднат Бахмут, но дека има еден мал дел каде што ќе остане упориште на украинската армија, која е упориште во наредниот период на фамозната и долго најавувана контраофанзива, ќе треба да биде база и врата за продор на таа украинска контраофанзива која тие најавуваат кон одредени точки, најверојатно Крим. Се разбира, тоа се тие нивни изјави, но едно е сигурно, Бахмут конечно падна, ќе видиме кој град. Првим беше Мариополј, вака настрадан пред година дена, исто така жестоки борби. И таман помислев лично дека не може повеќе да се разорни градеве, Бахмут ме демантираше. Која ќе биде следната точка, ќе видиме. Јас сакам да ве прашам, дали имате, така да кажеме, сеќавање од моментот кога започна воените операции на Пригожин, односно на оваа Вагнер паравојска, од аспект на денешен аспект, какви изјави се дава, сега ќе го освоиме, од друга страна украинците не се предаваме. Може би ли да направиме еден вид анализа на целата таа воена ситуација, да се побараат други решенија за тоа? Јас ќе се обидам да симплифицирам, знам што ме прашуваш. Војната трае, ние го зборувавме, тоа се води на копно, море, воздух и сајбер просторот. Војната со информации сме сведоци уште од предходните војни, уште кога почна Соединетите Американски држави 1990 година, кога CNN тоа го пренесуваше во живо. За нашите генерации тоа беше шокантно, ако се сеќаваш. Обично војните ги гледавме отпосле, како се случува. Добро, јас со моите години не бев сведок на некој современик на некој многу војни до 90-та, кога САД ги нападна Ирак да ги протераат од Кувајт. Подоцна гледавме преноси, гледавме наши колеги како се јавуваат во живо. Подоцна, за жал, ние бевме сведоци тука кога беше нападот, агресијата или бомбардирањето на СРЈ од страна на НАТО, самиот известува во таму, па видов како тоа функционира на лице место. Подоцна, за жал, и на 5 километри од центарот на градот бевме сведоци кога беа војните, беше битката за Рачиново и другите 2001 кога и ние бевме жртва. Значи можевме да видиме како тоа функционира на терен, ние што известувавме од таму. Како што одеше време, се менуваше начинот на известување, но не оволку драматично како сега. Ова војна ни покажа многу работи, ни покажа дека секое мало движење веќе е во јавност, што па се коси со тактиката и стратегијата на војските. Да се сокрива
добивате информации. Кога сте во војна, факторот на изненадување е најважен. Затоа е малку и смешно кога велат ние ќе почнеме контраофанзива и ќе го нападнеме Крим. И сега што е факторот? Или немаме муниција, пратете ни. Или немаме муниција, еве не ни даваат муниција, ако продолжите вака Украина ќе ни возврати. И затоа сите го слушаме на светот, веројатно и украинската разузнавачка служба слушнала, па може, затоа велам, можеби е тоа начин на тактика, на стратегија, на залажување, фрлање на прашина во очи. Не е се за верување, можеби е све театар. Тоа сакам да кажам дека овие изјави на Пригожин може да се базираат како дел од тактика, дел од стратегија, но може да се толкуваат малку и како негов ривалитет со одредени челници во Москва пред се од војниот дел, но и од бизнес делот, бидејќи подолго време се зборува дека Русија има неколку приватни војни формации кои се малку познати, но еве една од попознатите изминатиот период. Спомна повторно. Па таа подолго време се зборува дека Газпром прави се нова приватна војна формација, а веќе подолго време и на Крим тамошниот проруски гувернер наводно има приватна војна формација која треба да го заштити Крим од покрај руската армија, се разбира, од евентуален украински напад, а сето тоа е координирано од генералштабот на руската армија. Значи, ќе поправам, во почетокот Вагнер го освои Бахмут, не го освои руската армија и приватната формација Вагнер која е во служба на таа армија, така да не знаеме што се случува. Она што знаеме е дека има голем број на жртви, дека војната продолжува и дека малку е веројатно како ќе оди у која насока. Изминативе денови, вклучувајќи и денеска, беше нападнат и Днепар-Петровск, значи една нова цел би рекол, која е на линијата после Бахмут и која подолго време се зборува дека тактички, стратешки гледано, за жал ние во Македонија немаме воени експерти кои излегуваат во јавност да ги објаснат овие стратегии, па мораме да учиме од некои други од надвор, но едно е сигурно, Днепар, Петровск или Днипро, како што го велат украинците, би бил точка каде што доколку русите влезат, го освојат, тој е голем град инаку, ќе поделат Украина стратешки на пола долж реката Днепар и веројатно тука ќе запрат со оваа фаза на така наречената специјална војна операција. Тоа подолго време беше како опција, еве од утринава Днепар-Петровск почна да го бомбардираат, да го ракетираат после подолго време. Изминатиот период и Киев и Одеса повторно беа гаѓани, но можеби и тоа дел од стратегијата, не знам, но еве Днепар-Петровск или Днипро по украински, доколку биде следна цел, ќе се оствари таа варијанта дека русите ќе одат да го освојат Днепар-Петровск и практично со Лугански, Донецк и Херсон да ја поделат Украина на пола, ќе ја интегрираат во Руската Федерација, а што ќе биде после ќе видиме. Да започнеме со една трета тема повторно поврзана со руско-украинската војна, а тоа е набавката на оружје. Најавата е за набавка Тие не се набавки, тоа се добија на помош од Запад, значи не ги набавува Украина, туку ги добива од Западот. Имаше голема фамозна дебата дали да добија тенкови, дали да не добија тенкови, ги добија, се заборави во медиумите. Сега немам информации. Леопардите се на терен, не се на терен. Челенџерите се, не се. Значи, повторно велам, таа игра на информации, знаеш, малку и медиумите онлайн почнуваат кликови да прават, па на секоја најбанална информација. Стигна првиот леопард во Украина. Што тоа значи? 1 тенк, 2, 5, 10, колку се доволни. Така, тоа е голем фронт. Да, и кажа дека и загубите се големи на украинска нема страна да имаат. и тоа... И сега почва истата реторика. Таа ќе биде исклучиво за одбрана. Тенковите ќе бидат за одбрана, за сега после 6 месеци од кој ги добија, да кажува Зеленски дека тие се за контраофанзивата. Сега, не сум стручен, но знам од општа култура. За контраофанзива, освен копнени трупи, ти требаат оклопно механизирани, за може да но ти треба и подршка од воздух. Потоа дојде фамозната проектили, може да добиваат ракетни проектили украинската армија само до 200 километри, за да не смеат да гаѓаат во Русија.
па одедношка ги добија патриоти, и се тоа она што е. Повторно велам, ќе викнеме веројатно некој во студиово подетално да ги објасни тие технички карактеристики. Сега дојдоа на ред авионите. Немаше шанси допред 2 недели Бајден велеше какви авиони. Нема се авиони. Сега одедношка не само што ги добија авионите, туку Украина и доби и обука од американските воени експерти, обука за тие авиони, бидејќи ќе потсетам, Украина знае да лета на советските авиони од советско производство, од поранешен Советски сојуз, а сега мора по НАТО стандарди. F-16 ќе добијат, нив им требаат наводно 48, толку ќе добијат. Што ќе биде понатаму, не знам. Дали ќе гледаме за прв пат по војната класични воздушни дуели на небото, што до сега не гледавме таква војна. Гледавме проектили, ракети и дронови. Тоа беше новото. Ги гледавме Телеграм и Твитер како во сајбер просторот се препукуваат кој е подобар. Гледавме проектили и ракети, гледавме дронови, беспилотни летала и до таму стигна оваа војна која е 400 и не знам колку дена трае. Сега веројатно ќе дојдеме у таа фаза, самиот Москва утринава остро ги предупреди Соединетите Американски држави, односно НАТО, дека со испораката на F-16 се менува статусот и улогата на НАТО. Да, значи дека НАТО официјално признава дека е војна со Русија и дека ќе возвратат. Што е возвраќањето, не знам. Сега повторно ќе кажам, некој треба да одговори колку што и тенковите што дојдоа да објасни некој колку се тие доволни. Сега да видиме колку се па овие F-16 доволни и кој би бил односот помеѓу F-16 на НАТО стандардите од американско, кои се повеќе наменски ловци, и што е рускиот одговор на тие F-16. Веќе почнаа да доаѓаат испораки од Холандија, од Шпанија, од да не ме свати некој, да не ме разбере погрешно, Белгија валјда, но сега не знаеме дали тие F-16 каква опрема имаат. Што F-16 не е нов авион. Тој е пандан на МиГ-21, ми се чини, кој во студената војна требаше да му парира на МиГ-21 или на МиГ-29. Значи, ќе видиме дали сега авиацијата која ќе добие Украина ќе успее да ја порази руската авиација, која е доста моќна. Таа подготовка значи за долго очекуваната контраофанзива на украинската војска. Па некои велат дека контраофанзивата е одамна започната, некои велат дека контраофанзива воопшто нема да има, него дека тоа била трик на украинската, на стратегијата на украинскиот генералштаб за во Бахмут што повеќе да ги заглави руските воени трупи, а во меѓувреме тие да удрат на некои други цели, кои се другите цели не знаеме. Но па има една друга сега приказна, а тоа е дека во Бахмут беше токму приватниот Вагнер, а не руските трупи. Пошто јурично-десантните трупи на руската армија наводно се тек допрва тие се елитни трупи. Повторно наводно бидејќи тоа го читаме, немаме ние тука некои информации и не сме толку стручни да ги коментираме. Инаку што се однесува до Пригожини и Вагнер групата, се шпекулира подолго време, а и тука е логиката дека тие бидејќи се повеќе подготвувани за потопли услови, дека ќе бидат ангажирани во Судан, во Чад, таму каде што веќе почна да трае војната и каде што Москва има амбиции на Црвеното море во Судан да направи своја воено упориште, односно воена морнаричка база. Одедношка Судан магично се тргна од тикерите што укажува дека таму војната не е завршена, но дека овој сајбер простор што го зборувам пред малку на некој му одговара да го блокира, па подосна ќе добиеме некоја вест. Бомбардиран Картум, не е бомбардиран Картум, па ние ги извлекуваме заклучоци. Заробен или убиен генерал. Заробен или убиен. Така да, отприлика така стојат работите, ќе видиме многу нејасноти, многу пиар политички. Подсетив за тенковите, сега за авионите, да видиме. Контраофанзивата ќе уде, Крим ќе го вратат, нема да го вратат. И реално како медиум да бидеме и предпазливи за да не доведеме. Не, ние ги коментираме кој што јавува, јас повторно велам, немаме ние свој став тука. Значи ние кажуваме што гледаме и на што не личи, но никако не можеме да знаеме. Дури и да сме таму, не можеме да знаеме бидејќи може да известуваме само од една точка. Не можеме да известуваме од сите други точки. Колега Андоновиќ, беше задоволство да се води разговор со вас. Утре имаме нова тема или исти теми, нови информации. Ви благодарам. Благодарам и на вас.